И еве сме назад во неделниот микс. Се надевам дека сте со нас и дека ги следите нашите гости и теми. Сега ќе се префрлиме на музичка тема, бидејќи на гости ми се на моје големо задоволство мојата именјачка Марија Данева и Александар Авукатов од Stand By Band, бенд кој што има неодамна песна и со нашиот пејач Ѓоко Таневски, која што се нарекува Во твои раце. Секако сите детали за оваа песна и спот ќе ги прокоментираме во продолжение. Добре им дојдовте, Марија и Александар. Добре ве најдовме. Ти благодарам, Марија, на поканата. Многу ми е драго што сме денес ваши гости и се надевам дека ќе си имаме супер разговор. Исто, јас дали ви е пријатно, дали ви е удобно? Многу. Супер, баш ми е драго. Баш ми е драго што е така. Мене искрено многу ми се допадна песната. И спотот и баш некако самата соработка со Ѓоко Таневски, бидејќи и тој има преубав глас, но многу е важно што и вие, еве Марија, ти, нели, бидејќи како вокал, одлично ги имате вклопено гласовите. Тоа е нели многу важно? Тоа мислам дека е најважно, да. Во твои раце е наша втора авторска песна со мојот бенд Stand By. Тоа се момците со кои што јас редовно настапувам и можам да кажам дека сме како една мала фамилија. Идејата за оваа песна беше на нашиот колега и член од бендот, Сашо Стојановски. Тој кога ја слушнавме демо верзијата од песната, многу ни се допадна, многу нормално и некако тој беше иницијаторот да биде Ѓоко Таневски во соработка, нели, со песната. Кога ја слушнавме демо верзијата, веднаш си го замисливме Ѓоко Таневски во таа приказна и воопшто не се двоумевме да го дали да биде тоа, да го контактираме. Му ја испративме песната, тој со задоволство ја прифати, му се допадна и така всушност и настана таа соработка и таа песна. Многу е важен и бендот, нели? Вокалистот е важен, меѓутоа исто така Александар, вие свирите бас, Сашо Стојановски тапање, гитарист Дарко Спировски. Како беше сето, нели, бендот да ги следи вокалистите и сето тоа да се вклопи убаво од музички аспект? Тоа не е вообичајната наша задача, така да нема ништо невообичаено. Да, невообичаено. Така, авторот ни ја презентира песната и ја слушнавме, супер ни се допадна. Преидевме веднаш на реализирање на идејата, да, тоа беше во студиото на Иван Петровски. Иван Петровски, да, пардон. Иван Петровски Јоки, супер аранжман, прекрасно кога го слушнавме, посебно аранжманот, ептен ни се допадна. Значи даде посебна димензија на песната, така да, што да кажам, испадна едно многу фино парче. И ми се чини дека веќе на слушателите им влезе во уво и на YouTube има, меѓутоа веќе по радијата, така што, еве, кои се вашите впечатоци од слушателите? Првите впечатоци беа навистина прекрасни. Имаше многу што не споделува, што ни пишува дека песната е многу убава и некако имаше многу позитивност од страна и на колеги, и на пријатели, и на домашни. И тоа ни е многу важно. Најважно ни е, нели, да бидеме поддржани и најважно е се да се слуша песната и да допре до што поголем број на луѓе да ја откријат песната и да можат да уживаат во неја. Така е, апсолутно. Еве да позборуваме за визуелниот аспект, нели, песна како песна е во ред, меѓутоа сите сакаме да видиме и спот. Сега колку ви уживате во целата таа процедура на снимање спотови, како сето тоа функционира? Или повеќе ви исполнува работа во студио или, нели, концертите? Па, искрено да бидам, спотот ни го правеше Владимир Митревски Ѓуле со неговиот тим и морам да кажам дека ова ни е втора соработка со истиот тим. Многу пред се тие се многу позитивни луѓе. Најважно е, нели, да имаме позитивна атмосфера за да можеме, нели, да го изработиме и спотот. Спотот го снимавме на 2 локации и некако самите луѓе
многу позитивни и таа позитивна атмосфера всушност го доведе и спотот, резултатот, да. Снимање секако тие се напорни. Напорно е целото тоа, значи снимавме повеќе денови на две локации. Меѓутоа уживање работата покрај целиот напор, бидејќи работиш со вистински професионалци, со позитивни луѓе, така да уживање беше целата таа соработка. И така, ети преку нели само од спот се гледа, квалитетно направено, сето тоа вклопено како што треба, одлично. Јуле е фантастичен, така да таа ни втора соработка се му беше оставено на негови раци и баш во негови раце беше целата работа и супер испадна, нам многу ни се допадна спотот. Не знаевме ни како ќе биде идејата, ние комплетно беше оставено се на него, така да крајниот продукт беше изненадување и за самите нас. Беше супер. Одлично, супер. А како, добро, треба и Ѓоко да го викнам во некоја прилика. Меѓутоа, какви се исто и неговите реакции од целиот производ и од сето на... Па да, тој најдобро тој да зборува за тоа, меѓутоа бидејќи ги знаеме, реакциите беа многу позитивни, многу супер. Тоа е важно. Задоволен од соработката, тој не можеше да биде присутен денес во студиото заради негови обврски, меѓутоа следна прилика апсолутно ми е големо задоволство да се надевам ќе ми биде гостин понатака. Но еве Марија, ти си единствена девојка да кажам во бендот, а и не само нели од женски аспект. Еве ќе го прашаме Александар, колку е всушност важен тимот, односно убавата енергија во самиот бенд? Тоа мислам дека тоа е најважно. Јас сум нели водечкиот вокал. Тие ми се најголемата поддршка позади мене нели зад сцената. И на сцената се извинувам. И за сцена. Да. Навистина имаме прекрасна енергија и тоа се гледа. Се гледа на некој начин на сцената. Со самото тоа дека имаме таа убава енергија се гледа и публиката ја гледа, апсолутно е така. Да. Сега во однос на настапите, што најмногу сакате да пеете, да свирите на настапи? Па ние сме фокусирани на вкусот на публиката пред се и тоа се по наше видување моментално поп, таа поп македонска, ние преферираме да свиреме македонска поп музика и од балканските простори. Популарна музика, тука сме фокусирани на тој дел од поп музиката, бидејќи сметаме дека највеќе има реакции на тоа и сакаме да ја поддржиме македонската музика и се трудиме да има што повеќе македонска поп музика на нашите настапи. Да, потребно ни е да слушаме македонска музика, нели, затоа што имаме сега секакви странски песни, влијанија и така натаму, но нели треба своето да го цениме пред се. А во однос на жанровите, навикнати сме некако се повеќе комбинации, например поп со некои примеси на джез, па фолк и така натаму. Да. Што е оно што вие сакате? Сакате ли да експериментирате, например, во создавањето музика? Па, искрено, на нашите настапи имаме различни жанрови на музика. Поп, фолк, нели, секогаш се фокусираме на тоа, нели, публиката што го бара. Знаеме многу добро што бара. Некако таа поп, фолк музика најмногу допира до народот. Но секогаш експериментираме, не застануваме, нели, не се обврзуваме само да биде поп музиката или поп фолк. Секогаш експериментираме и со ексју, со да, тоа е оно што публиката сака различни жанрови, да, на музика. И верувам дека и вие зависи од местото, локацијата, настапот, дали е приватна прослава, дали е настап некаде. Различно, да. Зависи, нели, од сето тоа. Во однос на настапите, каде се ќе бидете следниот период? Можете ли да ни најавите каде може да ве очекуваме? Па следниот период, декември месец, секогаш е препун со работа. Агендата е
исполнета до максимум, па малку и повеќе од максимумот. Да. Така да се надевам дека ќе издржиме и ќе бидеме во топ форма. Нам ни е тоа најбитно, значи настапите да бидат квалитетни. Не само да стигнеш на настап да го закажеш и да го претрчеш, него да дадеш максимум на секој настап и тоа се трудиме секогаш да биде така, бидејќи сите уживаме во оваа работа што ја работиме, ја сакаме и ни причинува задоволство и секогаш гледаме да биде настапот Уникатен, на 100% од нашите можности. Не се штедеме никогаш, тоа ни е карактеристика што некогаш колегите ни замерат рече. Штеди се малку, знаеш. Имаш настапи, меѓутоа ние тоа не научивме да го правиме. Од срце, да. И затоа публиката ве сака и сака да доаѓа на вашите настапи. Претпоставувам на социјалните мрежи можат за сите настапи да се информираат гледачите каде и кога ќе настапувате. Из цела Македонија. Тука сме и во Скопје присутни, во познати клубови, дискотеки, во цела Македонија. Па кој каде ќе си биде следниот период, нека си види на вашата страна на Инстаграм, па ќе си се информира. Доста сте храбри, доста сте, како да кажам, издржливи и секоја чест за тоа. Имено и та можеби гледачите не знаат дека вие кобната вечер во Кочани бевте гости во Пулс. Како собравте снага да продолжите понатака и да имате и настапи после целиот тој тежок период? Па да, ние таа вечер имавме настап во локал во Кочани и желба ни беше да се видиме со колегите кои настапуваа вечерта во Пулс и така се најдовме и ние тамо. Беше што беше. Тежок беше тој период. Го поминавме како што го поминавме. Двајца ние настрадавме од колегите, јас и гитаристот. Јас малку повеќе. Сум тоа, нема единица мерка кој повеќе, кој помалку, не е битно. Подолго време бев во болница, тоа ако е некој репер. Бев некаде околу 50 дена во Пловдив во болница. Меѓутоа, мотивот да продолжиме и желбата да продолжиме и да се вратиме на сцената, да се вратиме на публиката беше клучен и некако моравме да собереме снаги и да се вратиме на редовните обврски и мислам дека од кога почнавме со проби и со припреми за следниот период, не знаевме ние колку време ќе трае тоа, рехабилитациите и сите тие работи. Од кога почнавме со проби, некако повторно се почувствувавме живи, да не речем. И тоа многу ни придонесе полесно да го пребродиме периодот кој беше навистина тежок и болен, да не речем. Апсолутно. И секој чест за психичката снага, психичката сила се преброди сето тоа. Вие спомнавте дека има и како психолошка поддршка и напониква дека имало, нели? Да. Значи, организирано беше тоа од страна на медицинска поддршка. Имавме комплетна од страна на државата. Се беше организирано рехабилитационен камп на Пониква. Таму бевме сите повредени, со медицинска поддршка, со физиотерапевтска поддршка, со психолошка поддршка на кој му требаше, нели? Секој според своите потреби се друживме, спортувавме. Имавме и настапи таму. Првиот настап после пожарот ни беше таму. Колегите ми изненадија дојдоа таму со инструменти, со се, така да приредивме едно мало изненадување на сите од повредените. Колку е важна поддршката и хуманоста и да си помагаме едни на други, најважно во тешки моменти. Па не можеме да знаеме колку е тоа важно додека не се најдеме во еден таков момент. Така да јас многу убаво го почувствував тоа на својата кожа, колку е важно да се најблиските пред се, фамилијата, а после и колегите, значи секогаш до нас, Марија и Сашо беа
без повреди излегува од дискотеката и тие секогаш беа тука до нас во секој момент и додека бевме во болница и после тоа значи таа поддршка нема вечни должници ќе им видиме. А и генерално на сите значи многу значи кога сме добри физички, кога сме силни, тогаш не чувствуваме колку ни значат луѓето околу нас, меѓутоа кога ќе паднеме, тогаш стануваме свесни колку ни се битни секој еден човек близо до нас и колку ни значи нивната поддршка и нивната помош. Точно, апсолутно сте во право, Александар. Да се префрлиме на малку и поинаква тема. Вие сте Штипјани. Да. Кратко и многу го сакам и често го посетуваме, но во секој случај градот каде што потекнува и Макфест. И Мари исто да спомнеме дека 2001, ако не се лажам... 2021. 2021, да. Тоа мислев, да. Настапи на Макфест. Сега Макфест нели е повеќе ревијален, не е веќе од преварувачки карактер. Ти се допаѓа ли тој концепт што е нели како ревијален, за да може секој да се промовира својата песна и настап? Па да, според мене тоа ми се многу повеќе допаѓа, бидејќи не е од надпреварувачки карактер, нема кој ќе земе нели прво место, второ или трето. Некако сите си ги изведуваат своите песни и јас таа година кога настапував 2021 имав две награди, награда за најдобар сценски настап и трета награда. Навистина Макфест за мене е едно многу големо искуство. Нели поготово што е во Штип. Поголема одговорноста или пред својот? Да, поголема е, апсолутно е поголема одговорноста пред мојот народ, нели нормално и треба да се покажеме секогаш во најдобро светло, но се испадна добро. Да, нормално, се беше како што треба, се беше убаво. А и самите дружења на фестивали се нели? Па да, тоа е најважно. Дружењата пред се. Нели, иако нели настапуваме пред се и дружбата многу значи. Така е. Минатата година имавте песната Љубов. Ете оваа година во твои раце и постепено си сагради патот со настапи, со песни. Во ова време каде што се случува инстант, имам инстант звезди кои што денеска ги има, утре се заборавени. Како вие сакате да го градите вашиот музички пат со Stand By Band? Па ние како што реков, нашата желба е да работиме, да свириме, да сме на сцената и тоа е мотивот кој што не води напред. Со секој нареден проект апетитите растат и можностите ни растат секако и се раѓаат и нови идеи и така да нашиот пат го гледаме токму така, значи да продолжиме да бидеме првоприсутни на сцената и секако после со нови проекти, со нови песни, па и албум, здравје Божје. И така, тоа, али најбитно е да сме на сцената, да свириме и да сме секојдневен контакт со публиката и тогаш го чувствуваш здивот на публиката и знаеш што се бара и можеш да го дадеш точно тоа што го бараат луѓето. Така е, на тој начин и ќе си ги компонирате и создавате следните текстови, песни. Да. И затоа настапите се многу корисни за вас како уметници во тој контекст. Па нашиот бенд е клубски бенд и ние порано пред соработката со Марија цело време сме присутни на клубските сцени и некако клубските свирки ни се слабост. Ни се болест, да не речем во позитивен смисла. Така да тоа ни е духовната храна и без тоа не би биле ни овие песни. Така, апсолутно. Ете, сега ни се ближат и новогодишните празници. Што е она што си посопокувате себе и ева на гледачите да пратиме една порака за крајот разговорот? Најважно пред се е здравје, среќа, љубов. Во 2026 имаме желба нормално да работиме, да имаме многу работа, да работиме многу на авторска музика, да извадиме уште неколку наши авторски песни и најважно е
здравје пред се тоа. Апсолутно, посебно измината година свативме колку клучно е тоа. Да нема такви немили настани кои што да оставиме повеќе простор за љубов, за музика, за работа и за творење. И јас тоа ви го посакувам следната година, повторно да ми дојдете на гости, со убави поводи, нови песни и ете ви посакувам да имате уште многу настапи, секако и понатака. Јас со задоволство ќе бидам ваш гост и се надам дека и нашите гледачи на вашите настапи. Ви благодарам многу, на нас ни беше навистина преубаво. Ти благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека пак ќе се видиме наскоро. Сакам само да не забораваме да ги споменеме и да ги поздравиме сите тие што се виновни за песната. Секако. За песната во твои раце. Значи тоа е музиката е на нашиот колега. Автор на музиката е Сашо Стојановски. Текстот го пишуваше Весна Малинова. Аранжманот е на Иван Петровски и за видеозаписот беше задолжен Владимир Митревски Ѓуле со неговиот тим. Па, одлична екипа. Весна Малинова исто така како текстописец врвна, или сите остана. Да, апсолутно. Така што одличен тим, се надевам уште многу нови песни ќе имате. Марија, Александар, имајте си убави празници. Благодарам исто и вие и се гледаме следна прилика. Почитувани гледачи, се радам дека и вие уживавте, исто како што уживав и јас разговарајќи со Марија и со Александар од Stand By Band. Секако и останатите членови ги поздравуваме и Сашо и Дарко. Па во следна прилика нели сите ќе ни дојдете, а вие слушате македонска музика, тоа се подразбира во твои раце, дуетот на Stand By Band со Ѓоко Танески и гледајте ни во следното издание. Довидување.